Ивана Иванова 05 вели како, кога и колку да се користи псилиум, дали е добро. Ивана, супер е. Псилиум, за оние кои што не знаете, е тип на растително влакно и веројатно се продава и како суплемент, иако јас не сум го сретнал, не сум го барал, бидејќи користам суплемент растителни влакна од овес и лушпа од јаболко. Тоа е мојот избор, но и псилиумот е добар. Она што можеш, Ивана, да го очекуваш од псилиумот е подобрена столица, бидејќи кога ќе влезе во дигестивниот систем, многу е важно прво и да пиеш доволно вода, бидејќи во соработка со водата се формира како една желе маса, која што како поминува низ дигестивниот тракт, подобрува баласт, односно празнење на цревата и редовна столица. Дополнително е пребиотик, односно делува на создавањето на пријателски бактерии кои што подоцна подобруваат имунитет. Затоа дефинитивно е добро. Колку количини не би можел да ти кажам, затоа што не го знам твојот остаток од денот, бидејќи препораката од СЗО е дека на дневна основа треба да се земаат, односно да внесуваш 25 до 30 грама на растителни влакна. Сега, псилиумот како суплемент, прво не знам колку има во една дозерка количина на влакна, второ не знам колку консумираш останати овошји и зеленчуци во текот на денот и дали следиш можеби внес на растителни влакна. Но, за да не си ја мачиш главата и да пребројуваш и да вагаш секојдневно колку внесуваш, најдобриот начин е да си го слушаш телото. Прва работа, една од убавините е тоа што предозирањето со растителни влакна е речиси и невозможно. Од друга страна, дека има некои посебни контраиндикации или несакани ефекти од внесување на повеќе растителни влакна, исто како внесување на повеќе ЕПА и ДХА, односно на омега-3, не постојат, науката се уште не ги нашла. Затоа нека биде твој личен избор кога можеби ќе осетиш турбуленции во стомахот, подуеност и така натаму, тогаш е моментот кога треба да знаеш да прекинеш со растителните влакна и со псилиумот. Така да дефинитивно е добар и внесувај го, а сама одредувај си колку количини ќе бидат.